Почитувани, колку лажни лица има ВМРО-ДПМН и оваа влада на Христијан Мицкоски? Премногу. Денес ќе објавиме уште едно. Кога беа опозиција, Мицкоски, Николовски, Стојановски, цело ВМРО-ДПМН држеше секојдневни пресконференции со обвинувања за Ирада Инженеринг, фирмата надзор за автопатите од страна на Бехтел и Енка. Ова, почитувани, за ВМРО-ДПМН представуваше епски криминал, лош надзор, сомнителна компанија. Јавно на пресконференции целиот партиски врв на ВМРО-ДПМН бараше реакција од обвинителството, обвинува дека оваа фирма Ирада Инженеринг е символ на злоупотреби и партиски сделки. Лично Мицкоски зборуваше за нов голем епски криминал и бараше кривична одговорност. Најавуваа раскинување на договорот, репреговарање и што ли уште не. Тоа, почитувани, беше ВМРО-ДПМН во опозиција. Денеска гледаме дека се ова било лага до лага. Денес со истата фирма Ирада Инженеринг, за која велеа дека е епски криминал, сомнителна и така натаму, владата на Христијан Мицкоски склучила договор за надзор. Еве го тој договор, почитувани, склучен е на 19 септември 2025 година, помеѓу Македонски железници и Ирада Инженеринг, вреден 55.000 евра. Договорот е за надзор на изведба на градежни работи за санација на делници од спроведената поедноставена отворена постапка. Наместо истрага, договор. Наместо одговорност, соработка. Ова, почитувани, е врв на политичкото лицемерие, театар за јавноста во режија на Христијан Мицкоски и ДПМН. Додека јавно зборуваат за епски криминал, под маса склучуваат договори со истите фирми. Како тоа, сите фирми кои вчера беа сомнителни, стануваат нивни најблиски деловни сојузници. Или ВМРО-ДПМН е свесно ги лажала граѓаните, или сега се влезени до гуша во епскиот криминал. Трето нема. Со оваа власт лагата стана државна политика. Затоа бараме Мицкоски јавно да излезе и да им се извини на граѓаните за сите негови лажни изјави. И Николовски да одговори зошто е склучен договор со Ирада Инженеринг. Ви благодарам.